Здраво! Во ова последно видео од темата HTML ќе изработиме една вежба во која што ќе опфатиме речиси се што сме научиле до сега. Вежбата ќе ја отвориме и ќе работиме чекор по чекор од почеток до крај. За прв пат во оваа вежба ќе креираме повеќе HTML датотеки помеѓу кои што ќе воспоставиме меѓусебни линкови. Одиме со ред. Прво треба да се креира една HTML датотека со следните елементи. Да креираме прво обична една датотека, потоа ќе избереме некаква боја на позадина. Да ве потсетам, работевме во Notepad, кога ќе работите за вежба за која што ќе треба да испратите за оценка. Внимавајте да биде комплетирана заедно со сите елементи кои што треба да бидат дел од HTML датотеката, како што е ова горе декларацијата doctype. Потоа таговите HTML со кои што започнува и завршува секој HTML документ. Натре таговите body, тоа ќе биде содржината на елементот на веб страницата, се извинувам. Да речеме, ова е структурата, основната е, сега потребно е натре да ги внесуваме елементите како што се бара во вежбата. Јас прво ќе ја поседам, значи, оваа веб страница во која што ќе одберам некоја си светла нијанса на боја како што пишува во вежбата, за да поставиме позадина на целата страница. Светла нијанса не е важно, еве нека биде ова. Сосема доволно. Значи ова ќе го ископирам и во мојата вежба ќе го метнам како дел од елементот style. Внимавајте, тоа го ставаме во рамките на body, за да биде бојата на позадината на целата страница. Затвораме наводници. Име на страницата да се вика Моје училиште, кој ќе се прикажа во насловната лента на прелистувачот. Тоа е во рамките на елементот head. Да ве потсетам, head беше надвор од body, а во него елементот title. Еве го title. Title содржина да биде Моје училиште. Одиме понатаму. Да се метни коментар на почетокот со содржина ова е коментар. Јас ова ќе го ископирам за да ми оди побрзо. Значи коментарот може да биде било каде. Јас ќе го ставам еве помеѓу head и body. Да ве потсетам, коментарот почнуваше со две извичники, со две цртички извичник, а завршуваше само со две цртички. Извичник, се извинувам, и две цртички, а завршува со две цртички. Треба да зачуваме страницата со име почетна.html на десктоп. Тоа ќе го направам сега. Значи ова го зачувам со име почетна.html. Ставам на десктоп, внимавајте на кодирањето, имаме кирилица. Само да провериме дали се што до сега сме задале е окей. Значи, Моје училиште го имамо насловот, бојата на позадината е во ред. Коментарот се разбира не се гледа и не треба ни да се гледа. Продолжуваме понатаму.
треба да се креираат уште две празни HTML датотеки со имиња activnosti.html и галерија.html. HTML и HTML е се едно дали ќе биде наставката, само да ви подсетам. Нека биде HTML, навикнувајте се. Ова ќе го зачувам уште еднаш како активности. Тука ни треба само, значи head не треба, коментар не треба, за друго ќе видиме, понатаму ако треба ќе измениме. Ова уште еднаш сега ќе го зачувам како галерија.html. Така да се на десктоп ќе има 3 датотеки. Еве ги, почетна, активности, галерија. Почетна ќе отворам за да ја уредам со Notepad, само малку. Океј, сега можеме да продолжиме. Во секондив постави истата бојана позадина. Да, и ние веќе ја поставиме истата бојана позадина, значи го оставив тоа што беше во елемент атрибутот style во рамките на елементот body. Во страницата почетна треба да се внесе наслов од ниво 1, значи H1 наслов, централно порамнет, напишува со Ѓорче Петров, со сина боја и фонт Arial. Да видиме, значи во body. H1, ова е содржината, да го избришам набројувањево. Ова е само насловот, меѓутоа сега атрибутите во рамките на почетниот так. Требаше да биде централно порамнет. Празно место за наредниот атрибут, што се бараше сина боја и фонт Arial. Значи во рамките на атрибутот style имаме две вредности сега. Боја сина, точка запирка да ви подсетам кога имате две вредности, и фонт Arial, фонт family. Затвораме наводниците. Ова ќе го зачуваме и ќе видиме како тоа изгледа. Да, сега за сега се добро, фонтот е променет, централно е порамнувањето и бојата е сина. Следно, треба да се метне хоризонтална линија. Хоризонталната линија беше еден обичен HR празен таг. Одиме понатаму. Во параграф да се напише учам во втора X клас со фонт Comic Sans големина 22, задебелени букви и боја на фонт зелена. Добро, да имаме повеќе параметри. Значи, учам во втора X класа. Прво тоа ќе го направиме. Параграф. Е сега, само да сменам писмото, да ги видиме кои беа атрибутите кои што требаше да се метнат. Прво требаше текстот да биде со задебелени букви, како што, да, сите букви да бидат задебелени. Значи, за да бидат сите букви задебелени, тагот Б. Одиме понатаму, е сега, атрибутот style, значи тука имате фонтот Comic Sans големина 22 и боја на фонт зелена, 3 вредности, и уште останува она X да биде во горен индекс. За да биде X во горен индекс, требаше да биде во рамките на атрибутот, на тагот sub. Ајде да видиме како ќе биде за сега, па ќе го внесиме style. Да, еве
линијата, еве го задебелувањето, x е во горниот како корен индекс, сега ќе ги вметниме атрибутите на стайл. Само уште нешто да видам, значи фонтот е Comic Sans MS, да го ископирам, големина 22 пиксели и боја на фонт зелена. Во рамките на P фонтот е Comic Sans, при копирањето ми се копирава набројувањето, точка заприка, големината беше фонт size 2.22 пиксели и уште една точка заприка за третата вредност, бојата на фонтот беше зелена. Овде ќе ги затвориме наводниците. Значи ова е прилично долго редов е, меѓутоа содржи различни атрибути, односно вредности на различните атрибути. Ова ќе го зачуваме и да видиме како тоа сега ќе изгледа. Фонтот се смени, големината се зголеми на буквите и бојата ја зададовме да биде зелена. Оде ја пронатам. Треба да се вметне централно порамната табела со еден ред и две колони. Во првата ќелија од табелата да се стави линк кон страницата активности, а во втората линк кон страницата галерија. Значи, еден ред и две колони централно порамната табела. Одиме. Табела, атрибутот table, за да се познава, еве ние ќе го направиме, не пишуваме, меѓутоа да се познава работ, ќе го направиме со на единица и порамнувањето да биде централно. Да ве потсетам кај табелите, за секој ред од табелата се користеше тагот tr. Значи имаме таков пар еден за првиот ред и фактички ги имаме еден ред и две колони, значи доста ќе ни биде еден tr. А внатре рамките на атрибутот td стои текстот на кој што ќе имаме линк. И уште едно вакво за галерија. Да го затвориме table. Да видиме сега, за сега линковите се уште не ми се поставени, но ќе видиме дали табелата е вметната заедно со содржината на ќелиите. Да, табелата е тука и содржината на ќелиите тука е. Сега треба да поставиме линкови на овие два збора. Линковите се поставуваја со помош на тагот A и атрибутот href, чија што вредност е URL адресата на страницата што треба да се отвори, доколку таа се наоѓа во истата папка, односно на истата локација како и почетна, тогаш директно го пишувам името. И ваму треба да го затвориме А. А тука ќе биде слично, само што ќе покажува на галерија. На страницата галерија.html. Имаме една буква грешна, значи не е активен линк. Провериме. Еве се појавија линкови, значи ако кликнам сега тука, ми се отвора страницата активности, таа е празна, забележувате. Одам со бек назад,
Кликам на галерија, се отвора страницата галерија, која што е исто така празна. Се враќаме назад, да видиме што е следно. Број 12, во страницата активности сега ќе се префрлиме, таму треба да се креира неподредена листа со елементи спорт, модни ревии и хуманитарни акции. Има некакви карактеристики на елементите од листата. Значи треба да ја отвориме страницата галерија. Активности се извинувам. Значи таа ќе ја отворам со Notepad. Таа е сега за сега празна. Тука треба само да рековме неподредена листа. Неподредена листа беше ула. А елементите на листата беа во рамките на тагот LI и требаше да пишуваме спорт. Да не забораваме да го затвориме LI. Сега ќе го ископирам сега за да добијам во време. Модна и ревии. Хуманитарни акции. Ова сега ќе биде во ред, меѓутоа немаме уште параметри, односно карактеристики на буквите. Само да видиме, еве да го зачуваме. Активности, ако го отвориме, листата е тука. Само уште да видиме што требаше. Елементите да бидат со зелена боја и големина на букви 36 пиксели. Значи, за тоа да го направиме, потребно е тука, во рамките на почетниот так, атрибутот style, големината 36 пиксели, точка запирка и бојата зелена. Затвораме наводници. Ова ќе го зачуваме, ако направиме рефреш, ја ги имаме измените сега во страницата активности. Одиме понатаму. Во страницата галерија треба да се креира табела со еден ред и две колони и во неја да се вметнат слики со големина од 300 по 400. Јас сликите веќе ги имам, ќе ви покажам. Значи, прво да ја отвориме сега со десен клик галерија. Ова го правам за да ми се отвори во Notepad, инаку ако кликнам со двоклик ми се отвори директно во прелистувач. Значи тука табела ајде нека се познаме и кај неја работ. Не пишу, не знам дали пишуваше како да биде порамнета табелата. Не пишува, значи обично лево порамнување. Рековме тука да има исто еден ред и две колони, значи исто како и претходното. Сега внатре ќе бидат сликите. За сликите се користеше тагот IMG. Тагот IMG беше празен так. Да ги видиме прво сликите каде си, како се викаат, потребно ни е тоа за да можеме да ги метниме. Значи јас овде имам една папка слики. Ако отворам папката слики, ќе видам дека внатре едната слика се вика freeze.png, втората kozm.png. Тоа е многу важно да биде исто името. И тие ми се наоѓаат во папката слики. Папката слики пак се наоѓа на локацијата каде што ми се наоѓа HTML датотеката. Сега јас треба во патеката да ја напишам и папката каде што тие се наоѓаат за да може да биде прикажано. Отворам галерија. Source. Значи сега јас ќе напишам слики кроз обратна гласотичка. freeze.png
Ова го пишувам затоа што фриз не ми се наоѓа на истата локација како и галерија, туку се наоѓа во папката слики, која што се наоѓа на истата локација како и галерија. Добро, и уште едно вакво. Атрибутите, големината се уште не ми е напишана, само да ги скопирам ова. Ова требаше да биде 300. А ширината 400. Истото и за двете. Да видиме дали ќе се вметнат. Еве, од моје училиште ќе кликнам сега на галерија. Ете ги сликите се вметнати во рамките на табелата. И сега остана уште само едно нешто во двете страници, активности и галерија, на дното постави текст на кој што ќе пишува дома, а на него ќе има линк кон страницата почетна. Значи во двете, еве во активности, после листата, пред да заврши боди се разбира, во еден параграф еве нека биде. Јас ќе ставам еден линк. И на него треба да пишува дома. Ќе го затвориме А и ќе го затвориме Б. Само да провериме. Ова е кај активности. Одиме на активности, да направиме еден рефреш. Еве го дома. Ако кликнеме на дома, ќе се врати назад на почетна. Добро, истото треба да го ископираме и сега и за останатото. Значи од активности ќе го ископирам во галерија. Под табелата се разбира. И тоа ќе го зачувам. Сега ќе го затворам, активности ќе го затворам. Ајде да видиме од почеток. Значи, ја отворам почетна. Да видиме дали работи линкот. Ако кликнем на активности, се отвора активности. Кликам на дома, се враќаме назад. Галерија, се отвора галерија. Ако кликнем на дома, се враќаме назад. И сега се отвораат во ист прозорец. Можеме да направиме да се отвораат во нов таб. Тоа беше со атрибутот target еднакво на blank. Толку за оваа вежба, мислам дека е се јасно. Нешто слично ќе биде задачата која што ќе биде зададена за да ја испратите, а тоа ќе биде некаде кон крајот на неделава. Поздрав!